Нашата држава, според спроведениот мониторинг извештај од 2018 година октомври до 2018 година октомври, даде јасен сигнал дека малку процесите кај нас одат бавно. Проблемот на спроведувањето на сите тие активности е најголемо заустанување има во делот на превенција. Што значи превенцијата? Тука и медиумите имаат една од главните улоги. Превенцијата значи дека треба да се превземат не само кампањи за подигнувањето на јавната свест, да се зборува за насилството, да се извадат на површина сивите бројки како би можело да се превенират идни случаи на насилство. Исто така представува и предвидува и голем број на обуки за професионалци кои што даваат директни услуги на жени жртви на насилство и работат во областа на семејното насилство. Она што можам да го кажам во однос на напредокот на нашата држава е што во јануари 2021 година се усвои Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, кој што е еден сеопфатен закон кој што ги нормира многу работи кои што ќе ги унапреди правата на сите жртви на родовото базирано насилство. Законот е со продолжена примена, односно започнува да се, иако е донесен во јануари, започнува да се применува во мај 2021 година и има период од 3 месеци, во овој период од 3 месеци, каде требаше да се донесат сите подзаконски акти кои што ќе направат успешна имплементација на законот. Во овој момент тие подзаконски акти се уште се во процес на создавање, каде што почна да се вклучуваат и граѓанските организации како дел од работни групи за создавањето на овие подзаконски акти. Една од клучните новини во овој закон е принципот на должно внимание, кој што институциите, односно вработените во институциите кои што работат директно на помош, поддршка и заштита на жртвите на насилство и семејното насилство, треба да го имаат при давањето на својата експертиза и услуга. Повлекувањето е еден лош сигнал дека не сака да се унапредат правата и да се даде на сеопфатна заштита на сите жени жртви на насилство и на родовото базирано насилство. Во самата терминологија која што се користи во Истанбулската конвенција има нормирано терминолошки многу процеси кои што самите закони кои што моментално се во нашата легислатива не ги препознаваат. Сето тоа допринесува за да се направи еден поширок круг на заштита и да се унапредат правата на сите кои што им се повредени, а е поврзано со родовото базирано насилство. Невладините организации со својата експертиза веќе подолг период ја имаат понудено на државните институции, посебно се учествува во работните групи, каде што се создава легислативата. Така да, како представничка од нашата организација, беше дел од создавањето на работната група која што се создаваше напод и при ратификацијата на Истанбулската конвенција. Исто така сме поканети да бидеме дел од работната група за законот за семејство, кој што и исто така е еден од предвидените закони за промена за усогласување со Истанбулската конвенција. Нашата експертиза е препознаена, не викаат во работните групи, но не значи дека секогаш нашето мислење ќе биде целосно оцртано како што е во крајниот продукт како закон што ќе го добиеме. Исто така, државата има обврска законите пред да одат во собранинска процедура да ги стават на ЕНЕР, каде што може да се коментираат законите, да се даваат сугестии во која насока треба да одат измените. Кога ќе дојде до ЕНЕР законот, многу тешко се прават промени, независно колку граѓани, здруженија реагираат или зборуваат за истото. Во однос на усогласувањето на националната легислатива, една од важните работи која што треба да се напомене е и престојните измени на кривичниот законник. Престојните измени на кривичниот законник треба да бидат исто така усогласени со Истанбулската конвенција, каде што ќе се воведуваат се предвидува, не знаеме каков ќе биде финалниот продукт, него се предвидува донесувањето на неколку нови кривични дела, меѓу кои што е демнењето и сексуалното вознемирување. Сметам дека ќе биде во целост согласено со Истанбулската конвенција, бидејќи кај нас прво за демнењето како кривично дело не постои статистика. Загрозување на сигурност ги има елементите на демнење, но не е во целост регулирана
како действие кое што се повторува, кое што ти влегува во личен простор, кај што те плаши, те загрозува, ти пушта непријатни пораки, те демне, те чека од работно место, како действие не е регулирано и го немаме како статистика колку случаи на демнење има кај нас. Со тоа што последната сеопфатна студија ОПСЕ која што ја направи, да имаше статистика дека 30% од испитаничките кои го препознале демнењето и го пријавиле дека биле демнети. Статистика можеме да извлечеме најмногу од Соединетите американски држави и Европа, каде што според едно истражување во Америка, демнењето 54% од жените кои што биле демнети и завршило со убиство, претходно го пријавиле насилството во полиција. Што значи дека демнењето е едно од кривичните дела, доколку се регулира, може да спречи потежок облик на кривични дела, како што се тешки телесни повреди или убиство. И затоа сметаме дека демнењето треба и текако да биде што е можно побрзо регулирано кај нас, за да можеме да се превенира и да се заштити пред да настанат некои поголеми штетни последици. Најчесто демначот е сегашен или поранешен интимен партнер. 70% од жените, според ова исто американско истражување, 70% од жените кои што завршиле со убиство биле демнети. Од сегашен или од интимен партнер. Во однос на сексуалното вознемирување видовме сите што се случуваше овој период со јавна соба, како и минатата година. Сексуалното вознемирување општо на јавен простор и сексуалното вознемирување преку интернет просторот исто така треба да се регулира и да се стави во кривичниот законник како посебно кривично дело. Сексуалното вознемирување не е шега. Сексуалното вознемирување е кривично дело. Значи, може да биде вербално, може да биде невербално, може да биде физичко и може да дојде и до контакт. Со тоа што може да остави трајни, привремени или трајни психолошки последици врз самата жртва која што е сексуално вознемирувана. Сакам да кажам дека според таа статистика која што ние располагаме, претежно во однос на сексуалното вознемирување, голем број од жените не го ни пријавуваат сексуалното вознемирување. Тоа се секојдневни поминувања и дофрлување, досвиркувања, гестикулации, кои што имаат сексуална конотација, возење во градски автобус или користење на друг јавен транспорт. Сето тоа треба да биде нормирано, за да не му се даде сигнал дека може да помине неказнат. Зошто се повторува толку често тоа дело? Затоа што никој не ги казнува. Никој не трпи врз себе некоја санкција, како би можеле ние да излеземе со статистика и да кажеме толку жени се сексуално вознемирувани, толку сторители кои што биле вознемирувачи ја добиле потребната казна заради тоа што го прават. Еден податок што ми остава сеќавање, посебно ќе се навратам на демнењето, е дека жртвите во принцип кој што според истото американско истражување, жртвите во принцип кои што за жал многу често завршуваат со фемицид или со тешка телесна повреда, му претходи 2-годишно демнење. Така, затоа сметам дека е кривично дело кој што може да превенира други кривични дела, потешки, со потежок облик и со фатални последици. И треба да биде нормирана. Во однос на севкупната ситуација која што кај нас, еве и во нашиот извештај го имаме тоа, ние го продолживме мониторингот на националниот акцијски план за овој период каде што сме застанале, значи од ноември заклучно со мај. Се уште чекаме одговори од надлежните институции. Во принцип, државата не покажа сериозност, посебно не во услови на криза, за да се спроведат во целост активностите. Тоа е прва работа. И втора работа, за жал, самиот национален акцијски план, како што е направен, нема никакви буџетски импликации кои треба и како треба да одвои парични средства од буџетот на институцијата за да се финансираат тие активности.